Маринко, прво фала ти што се нафати да бидеш дел денеска од емисијата на армијата. Имаш стварно голема приказна и мислам дека треба да ја слушнат девојките, иако поголемиот дел оние кои што се постари војници те знаат, веќе си препознатлива. Посебно стана позната со последниот рил. Марина иначе сака да си прави рилови и го има и тој талент, зајабива и за тоа. Ајде представи ни се за девојките кои што не те знаат, која е Марина, колку години имаш и колку време си дел од армијата? Прво ти благодарам и на тебе што ме покани. Јас ми е навистина чест што сум сега овде, значи тоа е за мене еден голем успех. Јас сум Марина, имам 38 години, мажена сум и сум мајка на две деца, 16 и 7 годишни, и по професија сум здравствен работник или работам како радиолошки технолог. Во армијата сум веќе добри 2,5 години, што значи снели стар војник. Браво, браво. Пред да те прашам за нашите програми, сакам да ми опишеш што се случуваше пред да влезеш во армијата, дали имаше пробано некои диети, ако си пробала, што со тоа, зошто не си продолжила со нив, чисто онака да не воведеш. Значи, мојот почеток е сосем различен од она што сега сум и зошто сум овде. Морам да бидам искрена дека почетокот беше од некои мои здравствени причини и тука има една малце приказна која што сакам накратко да ја раскажам. Сега, за да издржам цели овие 2,5 години, веќе има и друг мотив, меѓутоа првичната причина беше здравствена. Јас во текот на првата бременост, односно пред добри 17 години, се стекнав со умбиликална хернија или тоа е папочна кила и диастаз на абдоминалните мускули, што значи имав буквално, во буквален превод, дупка во стомакот. И веројатно кога сум била помлада, тоа сум била и послаба, сум била и поенергична, пофизички активна, не ми представувало проблем. Меѓутоа, во текот на втората бременост, кога навистина многу килограми вишок ставив, значи имав повеќе од 25 килограми ставено, ми настанаа сите компликации. После бременоста, значи јас мислев дека исто како и после првата бременост, килограмите ќе си отидат и сме го решиле проблемот, меѓутоа не беше така. Тука имав психички малце полабилен период, јадев многу брза храна, буквално се деформирав, значи целосно се деформирав. И сватив дека проаѓа време, проаѓаат години, мене килограмите ми останаа онака за секогаш. И што се случи тука? Дали проба некоја диета? Тука имав една компликација заради таа дијагноза што си ја имав или таа кила што си ја стекнав. Ми се искомплицира и тоа на работно место, буквално паднав на земја, добив такви јаки болки да не можев да станам, а бев на работно место. Среќа работам во болница, па тука хирург одма ме прегледа и ми рече дека ова е алармантно и дека мора одма се оперира. Искрено мене ми исплаши, јас иако сум здравствен работник, иако сум медицинар, сепак за мене тоа беше навистина страшно. И реков, има ли нешто друго да направам за да можам да го решам проблемот, а да не се оперирам. Докторот беше скептичен, меѓутоа рече, пробај со физичка активност, пробај со, не знам, да симнеш некое кило, зашто јас тогаш веќе имав скоро 20 килограми плюс. Мислиш дека килограмите биле причина за таа дијагноза? Не, јас си ја имав, меѓутоа кога бев послаба, си ја држав под контрола. Меѓутоа кога ги имав 20 килограми вишок, веќе тоа доаѓаше до компликации на сето тоа и беше навистина страшно. Јас реков, се ќе направам само за да не се оперирам. И тука почнаа сите тие мои лутања и голготи. Почнав милион диети, значи протеинска, хроно, не знам, Аткинсонова диета, липосукциска, фастинг, уште што не. И тоа, мислам дека направив повеќе штета отколку што направив добро. Буквално... Што се случи? Направив некој хормонален дисбаланс, пореметив менструален циклус, косата ми испопаѓа, значи буквално пола остана на мене. Бев постојано нервозна, гладна, со главоболки, мислам дека тогаш добив и мигрена. Дали во тој период само гледаше да пазиш да се водиш по некоја диета или вежбаше во истиот период? Почнав и сама да наоѓам некои начини да се физички активирам. Почнав да одам во теретана, почнав да трчам на кеј, почнав да возам велосипед, буквално без компас. И си ја даваш енергијата која што ти си била до некаде решена да направиш промена, не си знаела 100%, како и енергијата си ја трошиш, гледаш дека нема резултати, само се повеќе и повеќе се демотивираш. Баш така. На крајот на денот сваќав дека уствари се е тоа залудно, зашто јас бев нервозна, без енергија,
нема време буквално за децата дома, нема Да. време за себе, ми одземаше по 3-4 сати утекот на денот и на крај не добивав ништо. Да. Сватив дека мене апсолутно ми е потребен некој што нели ќе ме води во тој процес на здрав начин и физичка активност. Тука нели се појавува мојата програма и ме интересира имаше ли некоја пречка кога ја видам мојата програма? Го прашувам тоа од причина, многу ми е лично мене ми е задоволство да разговарам со некој што е малку постар, повозрасен од мене. Како ја стекна ти довербата во мене? Кога ме виде не речели, уште едно девојче нешто или не знам, уште една Инстаграм звезда. Како ја стекнав јас довербата кај вас, кај малку повозрасната публика? Во тој период, значи, јас бев цврсто решена дека сакам да направам некаква промена и тогаш баш фати и тој период на карантини, на корона, на затварање дома и онака буквално бев у депресија. И ми излезе на Инстаграм, го отворив твојот профил, направив неколку пораки, си разменивме тогаш уште пред 2,5 години. Она што го видов кај тебе на Инстаграм, во твоите тие нели хайлайт сториња, она што ти имаше да ни го кажеш, за мене беше толку убедливо, јас воопшто не се двоумев. Знаев дека сакам нешто да променам и сакам некој стручен кој што ќе ме води во тоа. Ти мене ми делуваше многу стручна, дека си ја знаеш работата и затоа и ти верував. И еве после 2,5 години се испостави дека не сгрешив. Уште сме заедно. Да. И се посилна и посилна ни е врската. Ајде сега од кога влезе во армијата, што ти беше пресудно да поверуваш дека ова е програма за тебе? Така да речеме, нели, не се знаеме, не сме си блиски. Така. Пред 2,5 години јас сум, нели, Ана, која што навидум личи дека може да ми помогне. Влегувам во програмата, се уште има знак прашалник и сум помалку скептична. Влегувам внатре, гледам и што е тоа што те освои на прва? Јас пак ќе бидам искрена, кога влегов во програмата, нели влегов прво дека нели сакам да бидам малку физичка активна, дека сакам нели малце да променам дел од своите навики. Не очекував дека ќе направам животни промени. Кога влегов во програмата, јас сватив дека е уствари тоа цел режим и цела програма што некој ни ја направил и ние само треба да ја спроведеме. Ти направил пат? Да, направен е патот, а јас треба само да го следам. Буквално со исхрана, со осмислени оброци, појадок, ручек, вечера, поделени по макро, микронутриенти, протеини, јаглени хидрати, Без многу масти. да мислиш, без ништо да... Воопшто, да, без да се замарам. Значи, јас само треба да погледнам во текот на денот, предходниот ден, дури имаме и шопинг листа. Значи, некој Ана ни смислила и шопинг листа, да јас не дозволам мене нешто дома да ми фали. Да си набавам све што ми е потребно. Сите тие твои едукации кои што тука следеа, сите тие твои начини да не освестиш нас дека ова не е диета, дека ова не е измачување. Тоа е она што мене ме убеди дека јас сакам ова да го правам и дека ќе успеам во тоа. Колку килограми намали? Не знам дали те прашав на самиот почеток. Ако ги земеме Од самиот вкупно, почеток. од самиот почеток, веројатно се негде околу 20 на килограми, не сум точно сигурна, бидејќи јас тогаш искрено и не се многу мерев, затоа што мислев дека мене генетиката така ме предодредила и после бременоста е тоа нормално да бидеме така, нели, со стомаци и со колкови, ама се на се некаде околу 20 килограми. Видеото кое што го направи пред месец дена беше пресудно, нели, за да те викнам денес. Имаш толку голема трансформација и кога мислам на трансформација не мислам само на намалени килограми, иако и тоа фасцинантно, самиот број 20 килограми, без разлика што станува збор за 2,5 години. Кај тебе ти си целосно променета. Обликот на телото е променет, премногу си, значи многу си позгодна од тоа што беше претходно, како друг човек, нели? Ако порано мислеше дека генетиката е таа што те спречува, сега само на себе си докажа дека не било така. Да. Сега кажи ми, кој бенефит го доби со влегување на програмите, покрај тоа, нели, што се изваја и изгледаш прекрасно? Бенефити лично јас имам многу. Тој првиот бенефит што го спомна, физичкиот изглед, е нешто што мислам дека си го добивме гратис покрај сите други, нели, придобивки што ги имаме. Сите оние работи кои што ги добиваме на здравствен план, значи тука е, не знам, еве лично кај мене, јас сум си ја решила таа кила, односно ја држам под контрола, не може да се реши, меѓутоа ја држам под контрола. Знам голем број на девојки во групава кои што решиле, не знам, хормонален дисбаланс, решиле пореметени параметри во крвта, гликемија, холестерол. Значи сето тоа е она што си го носи дебелината, нели? А ние сме го решиле. Значи тоа е еден од поглавните бенефити.
И она што е нешто што јас го добив и ми е придобивка и за цел живот верувам дека е тоа што јас стекнав овде фамилија. Имам безброј пријателства, имаме поддршка едни со други, група во која што има несебична поддршка и сето тоа верувам дека е најголема Што те придобивка. задржа да влезеш и да останеш во армијата. Кога спомна фамилија, ми текна да те прашам, дали твојата фамилија се води по начинот на исхраната на армијата? Јас сум така малце повеќе поборник да ја спроведувам исхраната, па дури и во фамилијата. Сопругот е еден од нив на кој што сум успеала да делувам, значи тука Ако и он. дозволи сопругот, ќе ставиме сега на квадратче Да. како изгледа тој и Може. колку има намалено, Може, да. затоа што стварно Да. огромна трансформација има кај него. Има трансформација кај него затоа што и он прифати дел од моите навики, свати и тој дека не е ништо тоа, нели, иако и он имал низ годините доста правено, нели, она минус плюс, меѓутоа со овие програми свативме дека тоа не е нешто што е измачување, туку е задоволство. Имаш постигнато колку толку, си задоволна од целта која што имаш постигнато, но сепак знаеш дека и кога ќе се постигне целта, тука не ставаме точка и тоа не е Така. крајот. Што е тоа што те натера да мислиш така и велиш дека си 2,5 години во армијата и сепак продолжуваш да бидеш дел од нашите програми? Што е тоа што те држи? Па ако на почеток беше првично, нели, таа некоја здравствена причина со која што влегов, сега веќе јас откако сум во програмите сваќам дека буквално се што не сум мислела дека можам да го постигнам, можам да го постигнам. Гледајќи ги сите тие трансформации, еден куп жени кои што ги има, девојки, па дури и повозрасни од мене, постигнуваат такви резултати, едноставно си викам зошто па јас да не можам. Тука има таква мотивација и се гледаме такви приказни да буквално знам дека можам и јас. Влегуваме во еден надпревар самите со себе и од програма во програма сваќаме дека сме све подобри и подобри и знам дека со секоја наредна програма можам да станам уште подобра верзија од себе и секој пат нели целам кон малце погоре. Дали се случило во овие 2,5 години и покрај нели тоа што имаме и кратки вежби и брзи рецепти, да изгубиш мотивација, она да речеш јас ќе се откажам од програмата? Не, да се откажам од програмите не ми дошло никогаш искрено, меѓутоа дека сум губела мотивација, сум губела, тоа е. Што во тие моменти? Во тие моменти Те прашувам затоа што кога беше короната, кога беше најстрашниот период, ти имаше таква работа да мораше да бидеш во болница, облечена во скафандери, тоа е премногу стресно, тоа со себе си носи, не знам, депресија, те влече надоле, психички проблеми. Како ти успеа да се справиш во тој период? Затоа што ти во тој период уствари се воздигна нагоре. Првично нели ми беше целта која што сакав да си помогнам сама на себе да си го решам тој некој здравствен проблем, а понатака јас лично нели осетив многу бенефити од целата работа, од сите овие програми и сватив дека нели сакам да го правам ова, дека ова е за мене и ќе го правам и покрај тоа што значи ќе најдам време во текот на денот, не е дека немаме време. После работа, место да излезам надвор, на пример, на клупа со комшики, јас ќе си извежбам. Место вечер да излезам, не знам, во кафана, јас ќе си извежбам. Јас пак сето тоа ќе го направам, меѓутоа ќе си најдам време кој што ќе си го посветам на себе. Тоа е она што сакам да кажам дека све е до приоритетите што ќе си ги поставиме. Јас сум решила дека ќе го правам ова и имало моменти кога сум се демотивирала. Пример во тие некои стресни периоди, сум доаѓала до ситуации да каснам и благо и да изедам парче торта, пример, или не знам нешто што не е погрешно и не е нешто дека сме за бесење ако го направиме. Така, што не е нешто за осудување, меѓутоа утре дента јас сваќам дека јас сакам да го правам тоа што го правам и продолжувам да го правам, бидејќи се осеќам убаво, имам енергија. Си го пронашла вистинскиот баланс. Така. Искрено, кај тебе најмногу ме восхитува тоа што успеваш да си го организираш времето, да патуваш секој ден, да се враќаш, да се организираш. Кога ќе те видам на Facebook, ќе објавиш слика како претходно си се спремила од вечер и појадок, си го направила ручекот. Мене лично, што сум во оваа професија, не знам дали имам толку голема мотивација како тебе. Стварно си ми пример за жена борец и си за восхитување и си за денеска да си тука и да се снимаме. Еден голем пример за девојките, голем херој. Фала ти. Која е твојата тајна? Што е тоа што тебе те мотивира? Ете,
свесна си дека пишуваат немам мотивација, немам време, знаеме дека не е така, знаеме мотивација се губи, но од каде ја црпиш ти мотивацијата и дали реално немаме време? Кој совет имаш да им го дадеш? Јас првично кога ќе слушнам или прочитам некој дека нема време, тоа е апсолутно најголема лага што може да постои и најголем изговор. Значи не постои некој дека може да ми каже дека нема време. Значи кажа еве и ти, јас нели жена со 2 деца, пропратни обврски што си ги имаме во текот на денот, патувам плюс 100 километри дневно, работам во друг град, не работам во Скопје. Стресна работа работам со пациенти, тешки, помалку тешки, значи сето тоа си носи стрес. Меѓутоа на крајот на денот пак останува на она што ќе си го зацртаме како приоритет. Точно. Значи јас сум си зацртала некаква цел, имам приоритети и јас ќе успеам во тоа. И се е до начинот на организација и до она како ние ќе си го организираме денот. Имаме шопинг листа, имаме намирници што треба да ги имаме дома. Тоа што треба да го имам го набавувам претходниот ден или недела претходно. Од вечер јас ќе си подготвам дел од оброците што треба да ми се во текот на утрешниот ден. Додека ми се прави ручек, јас можеби и ќе извежбам. Така, утре дента, вместо да спијам плюс пола сат или сат, јас ќе станам порано, ќе си подготвам оброк, доручек, ќе си земам ужинка, вместо да застанам во првата пекара, јас имам спремно све со мене. Си носам дали овесна каша, дали тортилја со нешто, со јајца, со туна. Буквално има прекрасни рецепти да не помисли човек да застане и бурек да купи. Не, браво, знаеш, убаво ми е да те слушам само кога зборуваш. Стварно, да му е мерак на човек да влезе и да го направи тоа. Дали би, како го дозна ова и дали би препорачала на некои твои најблиски? Верувам дека околу тебе имаш круг, кој што, нели, сега и мене ми е многу познат, ама сакам да им го споделиме тоа и на девојките. Јас првично дознав преку Инстаграм. Тогаш во тоа време нели бев цврсто решена, не се многу консултирав со другарка, пријателка, си влегов свесно, значи знаев што правам. Меѓутоа сега после толку години, дури и некои луѓе кои што ме немаат видено одамна или не сме се виделе со месеци, години, онака рандом на улица ме застануваат, чекај да те прашам, ти си кај Јана Стојанова да споделиш искуство, онака ме прашуваат и мене тоа ми е задоволство. Јас на секаде ја препорачувам програмата, знаат и сите и на работа колеги, знаат и комшики пред зграда, знаат и моја фамилија, дека јас сум заљубена во програмите и дека постојано зборам за нив. На секаде ги препорачувам, затоа што нема нешто што може човек да го спречи за да биде истраен во таа програма. Фала ти. Имаш ли уште нешто, да им, ако, нели, слободно, ако сакаш да споделиш со девојките нешто што не те прашав јас, а сакаш да го споделиш со нив? Мислам дека све си кажавме. Не знам дали напоменав дека тренинзите исто ми се онака баш сите ми се одвај чекам да излезе нова програма, нели, за да имаме нови тренинзи, баш се онака кратки, ефективни, за краток период можеме да го постигнеме, нели, она што сме си го замислиле. Не се тренинзи ако некој замисли дека мораме да губиме сат, два или утекот на денот. Тоа е она што мене вака ме врзува за програмите. Друга работа е да не се демотивираат. Секој пат, значи, да си ја зацртаат целта и да си се водат по неа, да не губат фокус. Ако сгрешат една вечер, утре дента нека се исправат и уште посилни нека продолжат понатаму. Фала ти, Маринко, стварно многу ми беше задоволство што си денеска тука и мелем за ушите си ми. Благодарам и на тебе, се надевам ќе се дружиме пак. Обавезно.